Почитувани гледачи, добро утро. Го следите утринското издание на емисијата Нов ден. Неколку минути после 10 часот и отстапуваме простор за темата на денот. Денес одбравме една многу експлицитна тема за разговор. Се надевам дека ќе успееме со мојата денешна гостинка да појасниме некои работи во врска со психологијата. Нели, сите ние знаеме дека психологијата како наука е сеопфатна, има систематизирани знаења во рамките на природните науки, како и на општествените, кои што всушност ја изучуваат природната стварност околу човекот. Колку е точна моментално нашата представа за психологијата, како и подетални информации за оваа тема, ќе добиеме од нашата денешна гостинка, господица Мартина Костовска, психолог. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и ви благодарам повторно за поканата да бидам дел од вашата емисија. Ги поздравувам сите гледачи и посакувам убав ден на сите. Така, ние си имаме дружено неколку пати до сега во утринското издание на Нов ден, но еве денес на барање на гледачите ја одбравме токму оваа тема. Нели вака, секој човек во животот наидува на некои тешкоти, на големи неуспеси, каде што се обесхрабрува, каде што не знае како да продолжи понатаму. Сето тоа предизвикува некаков немир во луѓето. Не ги, како и надворешните фактори, така и внатрешните не ги прифаќа секој исто на еднаков начин. Каква состојба всушност е тоа? Така, дадовте многу интересен вовед во однос на тоа што представува психологијата како наука за оние кои што се бават со таа наука и исто така што представува психологијата за сите останати кои што не се директно инволвирани во изучување на таа наука или во практикување на таа наука. Би сакала да започнам прво еве јас како психолог, како за дипломиран студент или како некој што работи како психолог, би сакала да кажам дека психологијата е една точно дека спаѓа во обемот на науки, значи е наука, дури имало периоди кога се дискутирало и на неколку факултети психологијата се изучувала во математичкиот оддел. Додека кај нас знаеме дека психологијата се изучува на филозофскиот факултет, значи спаѓа во општествените науки. Причината поради тоа е што психологијата, целта на психологијата е да се бави со свеста на човекот. Свеста е нешто апстрактно. Ние, значи, по дефиниција, ако зборуваме конкретно и пластично, како дефиниција, свеста сме ја учеле дека е својство на високо развиена материја настаната на определен стадиум во нејзиното постоење. Кога ќе го кажете тоа на обичниот граѓанин или на младите луѓе кои што се повеќе и повеќе заинтересирани за психологијата, што покажува и уписот на студенти секоја година, значи интересот расне како што раснат и влијанието на социјалните медиуми, издавањето на многу книги кои што ги нарекуваме self-help books, значи книги со кои што може да се најдат дури во супермаркет, не само во библиотека, и кои што се достапни за сите, особено за младите луѓе кои што имаат навика да купуваат такви книги, ги интересира психологијата и на тој начин смета дека се запознаени. Меѓутоа, се сеќавам токму на првите часови како студент на психологија, кога една известна професорка кажа една многу интересна реченица според која јас се водам од тогаш понатаму и се трудам да ја употребувам во мојата животна филозофија. Таа рече дека
Доколку мислите дека психологијата е нешто, бидејќи нели има луѓе кои што се надарени да ги толкуваат другите луѓе или другите однесувања, има луѓе кои што не се толку емпатични, кои да речеме ја нема таа дарба. Тоа не е наука, тоа не е психологија. Нејзиниот заклучок беше дека ако тоа е психологија, тогаш цитирам, и мојата баба е психолог. Бидејќи гледањето на кафе е традиција кај нас, се пие кафе, се врти шолја, се толкуваат тие знаци и луѓето ги сваќаат сериозно тие работи. На исти начин се гледа и на соновниците, ако се сеќавате, поготово тоа е типично за младите луѓе од средна школа, кога купуваат соновници и кога си разговараат меѓу себе, сонував автомобил, што значи тоа, или сонував не знам, кавга или ми паднал забот, што значи тоа. И за нив тоа е, за одреден дел од младите, тоа е нешто сериозно, нешто што го прифаќаат како знак за својата судбина. И сега не знам дали за жал или за среќа се водат од таквите работи, меѓутоа тоа воопшто не спаѓа во психологијата како наука. Психологијата се труди да биде, за тоа и одредено време и на некои факултети спаѓала во делот во институтот кој што се бави со математички науки, значи во природни науки. Затоа што се труди да биде систематска. На психологијата се изучуваат предмети како психометрија, статистика, значи сето она што не ви паѓа на памет кога запишувате психологија. Да речеме, интересна работа е кога многу млади луѓе кои што завршуваат средно училиште прашуваат, нели, јас сакам да запишам психологија затоа што ме интересира како размислуваат другите. Тоа е една причина да бидете студент по психологија или да одлучите да се бавите со таа работа. Обично исто така тоа се некои совети од психолози, од професорите кои што се психолози, кои што кажуваат дека ете тоа може да биде причина, меѓутоа тоа не е целосна причина. Доколку некој сака да се бави со психологија, треба да биде посветен и да биде спремен на тоа дека математика да, има на психологија, статистика има, задачи има, генетика има, психометрија има, тоа се они бројки и математики кои што укажуваат на тоа дека психологијата е систематска наука. Тоа значи се стреми да биде екзактна онолку колку што може. Нели исто така, кога зборуваме за математика или за физика, тоа се природни науки на кои што ние сметаме дека кога ќе изучиме нешто што е дел од физиката, нели, Њутновите закони или законот за гравитација ги земаме здраво за готово. Тоа го докажал некој, тоа се изучува со генерации натаму, меѓутоа и тоа се менува. Дури и во физиката со појавата на Алберт Ајнштајн и со теоријата на релативноста, тој буквално го менува лицето на физиката, со појавата на квантната механика се менуваат оние постоечки закони, дека нели ниту пак физиката не е толку екзактна колку што нели се мисли дека така, но нели сите оние за разлика од конструктивните поими, екзактните или точните поими се оние кои што морале однапред да бидат докажани, да бидат точно потврдени. Еве како што велите вие што рековте за некои од релативните поими, како и што бил самиот случај со Питагорова теорема. Значи, сето тоа морало да биде однапред потврдено. Каква е врската со психологијата? Дали во психологијата се е точно однапред утврдено? Така, поради тоа и го дадов тој вовед за да продолжиме натаму да разговараме и на некој начин да се обидеме да ја представиме психологијата на поедноставен начин за да им биде јасно што зборуваме и на младите, и на постарите, и на оние кои што се заинтересирани за психологијата. Значи, нема да се обидам да бидам стручна и да зборувам со вокабулар кој што ќе го разберат или оние што се бават со психологијата, туку една од моите желба, знам дека е желба на многу мои колеги да се разбие тој мит за психологијата, дека е толку лесна и дека може да се изучи со читање на 3-4 книги од купени од супермаркет. Значи психологијата не може да биде однапред утврдена.
тоа не може, значи оваа реченица не може да биде така формулирана затоа што зборуваме за психологија која што е огромна како наука. Се има свои подтеми, поднауки, нели, и свои гранки, така да психолог за жал кај нас има и митови кои што ќе се обидеме подоцна да ги развиеме за психолозите. Се труди со самото тоа што споменав дека има предмети како психометрија, како статистика, тоа укажува на тоа дека за се што зборуваме, нели, за било која тема да се фатиме од психологијата, имало некој научник или некој истражувач или некој академичар кој што се обидел тоа да го докаже. Значи, она што се пишува о психологијата, сега е лесно, знаете, со интернет порталите, секој може да напише, нели, свое мислење и да даде некоја интересна идеја или да извади некој цитат од некоја книга што ја прочитал. Го обработува малку, го обработува и смета дека, нели, тоа е психологија или дека тоа е екзактно. Ништо не може со психологијата да биде екзактно во таа смисла. Значи, кога зборуваме, ако седнеме на кафе и зборуваме за однесувањето на другите луѓе, или зборуваме едноставно за својот живот, кога предвидуваме нешто или кога толкуваме нешто што се случило, ако јас и вие толкуваме една случка, други две-три личности зборувајќи за таа случка, зборувам не академски, значи онака, нели, седнати на кафе, ќе имаат друго толкување. Меѓутоа, кога ќе отидете кај психолог има мерливи тестови, значи затоа повторувам дека психологијата се труди да биде екзактна, да биде систематска, да биде предвидлива и да толкува со мерливи резултати. Ќе одговорам на вашето прашање со едно прашање. Дали може свеста да биде измерена? Значи, дали може да биде, знаеме дека користиме 10% од нашиот мозок. Замислете колку голем дел од нашиот мозок се уште не ниту истражуван, ниту знаеме што се крие во тие неоткриени неврони во нашиот мозок. И исто така, уште едно прашање со кое би одговорила на вашето прашање, кога, нели, читаме различни артикли по различни портали за тоа како да бидете среќни, 10 начини да бидете посреќни, како да бидете успешни во некоја љубовна врска, кои работи да ги направите за да ве засака спротивниот пол, како да ја доловам љубовта на мојот живот, нели? Сите тоа интересни работи поради тоа што станува се подостапна во смисол на книги кои што се достапни во супермаркет, во смисол на тие артикли кои што ги гледаме секојдневно на по социјалните мрежи, малку ги комплицира работите околу разграничувањето што е тоа психологија како наука, значи што е тоа што го прави психологот кој што се бави со таа наука, а што е она што ние можеме да си кажеме дека ние во наводници сме добри психолози, бидејќи имаме развиено чувство за емпатија, имаме развиено чувство за интроспекција, кое што е особено битно, и ќе си истолкуваме некој свој настан од нашиот живот и ќе заврши кафето, ќе станеме и ќе си продолжиме мислејќи дека тоа е нашиот одговор или тоа е нашиот начин да се справиме со нешто. Човекот има индивидуална слобода да го реши тоа на свој начин, меѓутоа постојат моменти од животот, постојат периоди од животот кај кои што тие такви размислувања не проаѓаат, не помагаат и со тоа ќе го почнеме митот за идењето кај психолог кај нас. За жал ние сме мала средина. Кај нас се уште тоа е табу тема, некако тоа и ќе беше следното прашање да се надоврзам. Честопати најдуваме кај луѓе кои имаат став дека поимите психолог и психијатар се поистоветуваат. За нив одење кај психолог или кај психијатар е единствено во случаи кога некој има тешка психичка состојба. Колку е тоа точно? Така. Прво, разлика помеѓу психолог и психијатар е огромна. Значи,
најпросто кажано да појдеме од образованието. Психологијата се студира на Институт по психологија, која што кај нас е дел од Филозофскиот факултет. Додека потоа следат магистратури, потоа следат докторати, потоа исто така следат и психотерапии, значи, или како да кажам, студии по психотерапии. Има разлика помеѓу психолог, психијатар и психотерапевт. Значи, кај нас е многу популарен гешталт пристапот, така да ќе слушнете честопати дека некој гешталт психотерапевт има отворена ординација или имаше обиди кај нас во Куманово да се отворат такви ординации. Меѓутоа, она најглавното што го прашавте, разликата помеѓу психологот и психијатар. Поаѓајќи од образованието, реков дека психолог, за да некој биде психолог, треба да заврши факултет по психологија. За да некој стане психијатар, тој најпрво станува доктор. Тоа е изучување 6 години медицина. Без да продолжиме понатаму, од тука може да се види првата разлика, дека психијатарот тргнува од биолошкиот пристап. Значи, тој прво ја гледа биохемиската реакција на мозокот, значи проблемот во пренесување на сигналите од еден неврон до друг неврон, и психијатарот третира со медикаменти. Психологот нема право да препишува медикаменти. Алатка на психологот е неговиот пристап, значи без разлика дали е тоа бихевиористички пристап, гешталт пристап или психоаналитички пристап, кој да е. Меѓутоа, гледаме сите американски филмови, нели, каде што скоро секој втор човек оди на психијатар, меѓутоа таму е комплетно друг систем. Кај нас, за жал, психолозите, ако се сложувате со мене, се третираат поготово во образовниот процес како, нели, нешто што е лошо. Значи, детето оди кај психолог, ако детето е пратено кај психолог, значи дека нешто направило лошо. И кај нас, за жал, не е темата, нели, да зборуваме дека фалат психолози во училишта, фалат не само како еден психолог во едно училиште, туку би требало да има повеќе психолози и во рамките на самото училиште и повеќе психолози кои што би се бавеле со различни нивоа на или со различни оделенија. Не е исто да разговараш со деца и да третираш деца, нели, од прво до пето оделение, и не е исто кога психолог разговара со дете кое што завршува осмолетка и преминува во една од потешките фази од човековиот развој, тоа е тинејџерското доба или периодот на адолесценција. Значи, тоа се сосема различни периоди во животот кои што различно треба да се третираат. Поради тоа, тој мит за одење кај психолог дека е нешто лошо, дека е нешто срамно, е за жал многу голема загуба, не само за психолозите кои што се невработени, кои што немаат прилика да работат или да се освојат професионално, туку и за самите родители, и за самите деца, и за самите адолесценти, ќе кажам, затоа што многу проблеми можат и треба да се решаваат од најраното доба, нели, кога додека проблемот не настане веќе биолошки или невролошки, и тука е приликата да настапи психолог и да зборува со неговата алатка, нели, толкување, разговор, слушање, она што се звучи лесно и што се звучи познато, меѓутоа за жал кај нас не се практикува. А сега, јас би се надоврзала на вашиот став. Дадовте многу интересно мислење во врска со оние, нели, психолошки книги кои, паѓајќи од библиотека, може да се најдат по пристапни цени дури и до супермаркетите. Еве, например, Нема оправдувања од Брайан Трейси е книга која што јас лично во најголем дел ја имам подвлечена. Тоа е книга за мотивација и за личниот развој. Колку вие се сложувате со тоа дека доколку ги читаме тие книги ќе бидеме психички помоќни и дека на некој начин ќе ни отворат нови видици на кај светот кој што е се уште непознат за нас?
На тоа прашање секако дека секој интелектуалец, секој возрастен човек ќе одговори со да, секако дека е добро да ги прочитате книги, да прочитате било каква книга, особено вакви книги, и тие може да бидат од помош. Кажете ми, да речеме, еве, во таа книга што ви останало, што ви оставило најголем впечаток? Зошто токму таа книга на вас ви е важна? Таа мотивираност, ќе ви одговорам. Мотивираност. Јасно да. Значи, на некој начин, значи, мотивираат за да продолжиме понатаму. Има некои интересни статуси, некои од нив имам и подвлечено, вели, постојат само 3 услови за успех. Првен, одлучувате што точно сакате во животот. Второ, ја диригирате или одредувате цената која што е потребно да ја платите. И трето, цврсто решавате да ја платите таа цена. Така. Нема ништо лошо, нели, во тие негови искази, нема невистина во тие негови искази, меѓутоа, кога земеме друг писател, тој ќе ви каже некои, нели, своји препораки. Так. И тие се вистините. Она што е вистинско за мене, она што ме мотивира мене, не значи дека ќе ја мотивира вас. Затоа психологијата има индивидуален пристап. Тоест би требало да има индивидуален пристап. Ако јас сум психолог и вие доаѓате кај мене со конкретен проблем, дека не сте мотивирани да станете наутро да одите на работа, или не сте мотивирани едноставно да се остварите како професионалец, нели, или да едноставно да станете наутро и да ги завршите едноставните секојдневни обврски кои ве чекаат дома. Таа мотивираност јас ќе морам да ја решавам со вас, значи прашувајќи ве од почеток, не поврзано со мотивираноста, она што секој психолог се труди да го најде, коренот на проблемот. Таткото на психијатријата Фројд, нели, го менува лицето на психологијата, без него не постои психијатрија. Психијатријата, како што споменав, нели, се разликува психологијата и во многу аспекти, меѓу кои дека освен што се бави со болниот дел на психата, се бави и со останатиот дел, тоа е со целата психа. Додека психологот, да речеме, повеќе се бави со здравиот дел на психата и поради тоа, независно тоа дали е дечи психолог или психолог по индустријска психологија, бидејќи кај нас и тоа не е заживеано. Во фирмите треба да постои психолог за да работи токму на таа тема, мотивираност на работниците. Во нормални развиени земји психолози постојат насекаде, дури во големи компании. Психолозите постојат како PR менаџери за да ги мотивираат работниците, нели? Така, успешни мотиватори, така. Психолозите постојат и зад некои многу други професии кои што ние не се за кои што можеби не сме ни свесни. Да речеме, како функционираат рекламите. За да некој направи реклама, нели, треба по правило, зборуваме сега за големи компании, не знам, за оние гигантски, така да така, гигантски. Значи тие не ги прават рекламите како што, да речеме, можеби ги прави некоја локална телевизија која што само ќе го сними објектот или што и да е тоа што се рекламира. Ќе ви кажам еден интересен пример кој што го кажувам од прилика кога се работи за оваа тема. Во почетокот на 20-тиот век, значи во време на големата депресија во Америка, знаеме дека е патриархално општество кое што владее и денеска, и кога учевме за маркетинг беше споменат тој пример. Една компанија започнала со производство на инстант кафе. Значи, инстант кафе знаеме што е, нели, се прави многу побрзо, наместо гезве, нели, варење, чекање 2-3 минути.
без да бидат консултирани психолозите, таа компанија става реклами низ целите значи низ сите земји по Соединетите Американски држави и рекламата стои на тие билборди стои дека инстант кафето се прави многу брзо, дури додека се свртите е готово, нели, и сите очекувале огромна продажба. Што се случува? Кафето воопшто не доживува, продажбата воопшто не заживува, никаде не доживува успех, значи и инстант кафето, нешто што било сметано за нов пронедок, нешто што сите очекувале дека ќе се продаде само по себе, останува неуспешно. Менаџерскиот тим свикува психолози. Така започнува на некој начин и организацијската психологија и менаџерската психологија, затоа што свикуваат психолози кои што прво треба да го направат првиот чекор, истражување. Зошто е тоа така? Да се навратиме дека споменав дека психологијата е истражувачка наука, значи систематска наука, мерлива наука, која што се обидува да предвиди нели некои работи кога зборуваме за такви теми. Откриле, значи кога направиле истражување, резултатите биле фасцинантни. Фасцинантни беа и на сите нас студенти кога го слушнавме објаснувањето. Причината поради која што инстант кафето, домаќинките, пошто бидејќи во тоа време мажот бил оној кој што заработува, жените биле оние кои што биле домаќинки, кои што седеле кои што дома работеле, ги извршувале домашните задачи и да бидеш добра домаќинка значело да биде чиста куќата, да бидат сите намирници. На тоа се сведувал успехот на една жена. Баш така. Меѓутоа, зошто не се купува инстант кафе кое што нуди нели едноставно решение? Она што тие истражувања го покажале е дека секоја од тие испитанички одговорила на прашањето дека не го купила инстант кафето баш поради таа реченица на билбордот дека она што тие сметале дека е моќна страна на инстант кафето, дека ќе бидне за секунди, нели се прави за секунди, за нив тоа значело дека тие не се добри домакинки. За мене е тоа интересно и фасцинантно, затоа мислам таа перцепција, нормално ова треба да го сватиме во тој контекст, во контекстот на почетокот на 20-тиот век, значи кога имало такви верувања, кога нема социјални мрежи, кога патриархатот бил многу силен, кога родовите улоги биле многу постегнати, значи некоја домакинка влегла во супермаркет, го видела билбордот и решила дека нема шанси да го купи тоа кафе, затоа што тоа ќе значи дека таа нема сакала да си... Го бира полесниот пат за извршување на задачите, можеби едноставно. Таа решила едноставно дека ако го купи тоа инстант кафе и тоа ќе биде за неколку секунди, таа сака да скрати од своето време и од своите обврски, тоест не сака да си ги извршува своите обврски и ќе биде сметана од другите жени за лоша домакинка, бидејќи секоја добра домакинка треба да помине одредено време за да му свари кафе на својот маж. Тоа се веќе нели допираме и родови улоги, тема на родови улоги, меѓутоа кога било откриено тоа во истражувањето, кога психолозите ги насобрале тие одговори и го презентирале на менаџерската компанија дека етеа причината зошто тоа инстант кафе не било купено, тогаш рекламата се свртува на друг начин. Додале само една реченица. Инстант кафето станува брзо, нели може да го направите брзо, а за останатото време кое што сте го спасиле, нели кое што сте го добиле додека го правите, посветете го на останатите обврски и ќе завршите обврска плюс дома и ќе бидете уште поголема домакинка. Психолог зад некој маркетинг, така, нели и психолошка алатка зад некоја компанија која што се бави со производство на кафе. Изгледа просто и е многу, јас затоа го сакам овој пример затоа што е многу едноставен и кажува многу, значи колку допира психологијата.
социјалните мрежи. Ги имаме групите, не знам сега да не ги менувам, Семе Синапово и слични, нели, кои што даваат секојдневно мотивацијски изреки, кои што велат, нели, стани, денес е нов ден, вдиши го денот, земи го денот, направи ова, направи она. Тоа се совети кои што се психолошки. Вашето прашање беше за книгите. Значи, книгата и тие трите причини за мотивација се вистинити, меѓутоа во психологијата постои теорија на мотивација. Па освен таа теорија на мотивација постојат подтеории. Значи зборуваме сега за психологијата како наука која што некој ја истражувал, изучувал, пишувал книги и кое што денеска се предава на факултетите. Значи, да речеме, во психологијата е позната Масловата хиерархија на мотивација. Значи, сега зборувам за она што е наука, не она што е напишано од секојдневието некога. Што е напишано во тие книги. Масловата хиерархија на потреби вели дека и тоа е основната теорија за мотивација. Значи, првата теорија која што била презентирана, која што ние како студенти сме ја учеле и веројатно се учи се уште, дека најпрво човекот се води од биолошките нагони, од биолошките инстинкти. Тоа е на дното на пирамидата, значи човекот мора да јаде, човекот мора да спие, човекот мора да дише, тоа се спаѓа во инстинкти. Потоа станува, како иде пирамидата нагоре, тука се редат оние повисоките инстанции на мотивација, значи мотивација за себе реализирање, мотивација за себе остварување. Зборуваме за она за социјалниот врв, социјалниот дел од мотивацијата. Што е она што ве мотивира вас наутро? Тука веќе може да се спомене и свеста и подсвеста. Дали вие свесно јадете или свесно тргнувате да се напиете вода, или тоа го правите автоматски само затоа што вашиот мозок ви кажува, регистрира дека сте жедни и вие автоматски идете и земате чаша вода без да размислувате дека еве јас сега сум жедна, сега низ мене проаѓа овој процес, или тактилните неврони кажуваат дека вие ладно, па вие тоа сето го размислувате. Значи тоа се прави подсвесно и подсвеста игра многу голем удел во нашиот живот. По Фројд, да речеме, тоа има својата слика убаво експлицитно представено што за него е свест и подсвест, и можеби се сеќавате на сликата со Санта Лед, дека многу поголемиот дел од ледот е под морето, додека свеста е само оној мал дел што се види. Поради тоа, подсвеста, јас би кажала дека игра многу поголема улога. Многу од работи што вие ги сметате за мотивација, може би се точни, затоа што сте ги истолкувале сами или сте прочитале таа книга и вие сте решили да се водите по тие три начини. Мојата мотивација е можеби сосема друга, нели, или мојот нагон за преживување или мојата историја во детството. По Фројд исто така неговата теорија вели дека човекот се формира до првите 5 години од животот. Сите механизми на однесување, сите одбранбени механизми кои што се исто така интересна тема за разговор, кој од нас кои одбранбени механизми користи, исто така е нешто што на секој човек му е различно. Поради тоа психологот е тој кој што треба да утврди, нели, ние седиме двете на две различни места, каучи да кажам. Фројд почнал со тој кауч кој што денеска се наоѓа во Лондон како изложба, нели, кога смислил дека е подобро тој да седи, да слуша, а оние што му се клиенти да легаат, да не го гледаат и да почнат да разговараат за она што ги мачи. Поентата на ова ми е дека кога почнала психологијата или психијатријата, тргнало многу по
озбилно да речеме, многу по-комплицирано, многу по-екзактно, многу по-цврсто. Тој дури запишувал и неговите книги денеска се наоѓаат исто така на рафтовите од супермаркетите. Можете да ги купите толкувањето на соништата, можете да ги купите Малиот Ханс, кој што е една малечка книгичка во издание на Ѓурѓа, меѓутоа тоа е само некој превод од некоја македонска издавачка куќа која решила да го преведе тој дел. Меѓутоа Малиот Ханс е еден негов клиент или пациент во денешно време кажано, кој што тој го третирал со години. Тоа е разликата помеѓу психологијата тогаш или психијатријата тогаш и денес. Тогаш се бавеле, Фројд барем се бавел многу повеќе со клиентите, значи за да реши еден проблем, случајот со Ана О, еве повторно ќе кажам пример на кој што се сеќавам уште од студентските денови. Ана О е име на девојката која што била донесена кај него, имала едноставен проблем, не сакала да пие вода. Не можела да пие вода од чаша, не можела да пие вода од флаша, од шолја, од било што. Решението, за да не го влечувам, до кое што Фројд дошол после неколку години, после бројни и бројни сеанси со користење на хипноза, со користење на третмани кои што биле специфични за него, пат на слободни асоциации и слично, дошол до сознание дека Ана О, која во тој момент била девојка, кога била малечка, видела дека нејзината гувернанта Ана имала домашно милиниче и нејзината гувернанта и дала чаша вода, му дала на тоа милиниче да се напие од таа вода. Ана О била дете во тој момент, тоа го видела, го потиснала во своето сеќавање и после одреден период во подоснежниот дел од животот таа престанува да пие вода. Фројд мислел дека додека не се најде коренот на проблемот, проблемот не може да биде решен. Она што сакам да го кажам е дека на него му требало години, нели, и многу сеанси за да дојде до тој одговор и во моментот кога соопштил дека тоа е причината, Ана продолжила да пие вода. Значи, освестувањето, преминот од подсвеста од свеста, значи решавање на проблем. Значи, многу работи кои што кај нас подсвесно не тера да се однесуваме вака или онака, е дел од решение на проблемот. Сега, вие имате, спомена претходно пример со инстант кафе и ме прашавте за моето мислење за тие книги. За мене тие книги се инстант книги, инстант решенија. Значи, бидејќи не се системати. Исто така и не треба да биде. Значи, не секој треба да биде психолог, не секој треба да заврши психологија, не секој треба да нели да ги не мора да ги учи сите тие теории, него туку едноставно може да се интересира за психологијата, да прочита она што го интересира, нели, зависно од што е темата на таа книга и да ги реши моментално тие проблеми. Вашата мотивација е, се надевам, решена со тие 3 предлози кои што ги има во таа книга. Така, тоа може би некаде спие длабоко во нас, па со читањето на тие книги само го будиме. Како што рековте, користиме само 10% од нашиот мозок. Вака, како што рековме уште во самата најава, психологијата навистина е сеопфатна тема, така да и било кое прашање да го поставиме ќе биде многу комплексно, а вие сепак одлично одговарате и им ја доближувате суштината на одговорите на нашите гледачи. А јас би ве прашала уште нешто, дали може би сте се нашле вие во ситуација како психолог кога некој ќе побара некое искрено мислење од вас за нешто, а всушност вие го гледате тоа во него дека бара утеха само самиот за себе, или едноставно кажано,
сака да го слушне она што самиот си го кажува на себе. Како реагирате во тие ситуации? Дали му ја кажувате вистината, дали индиректно му приоѓате или пак сте спремни можеби на некаков гард од негова страна дека ќе се налути? Ова е многу интересно прашање, кое што носи многу други подпрашања и многу други пододговори. Прво би сакала да кажам со самото тоа што го поставивте ова прашање, на мене лично ми кажува, значи зборувам лично, ми кажува дека сте вие многу интроспективна личност. Значи, во психологијата личностите се делат, една од поделбите, зависно од која точка гледаме, се луѓето се делат на интроспективни, нели, имаат развиено интуиција, на екстроверти или интроверти. За да некој биде успешен во толкување на самиот себе си, што мислам дека е многу важна карактеристика на некоја личност, за да успее во животот да може да се протолкува самата себе, е да ја поседува таа интуиција и да има развиена интроспекција. Интроспекција е нешто што се учи, нешто кое што, да речеме, од некои луѓе се родени со поголем потенцијал за интроспекција, меѓутоа вашето прашање кажува дека вие имате многу добро развиена интуиција и дека се работеле на себе. Ова го кажувам само поради прашањето, бидејќи такво прашање може да постави личност која што се размислува во себе. Интроспекција значи тоа. Интроспекција значи колку длабоко можете да навлезете во себе, да се истолкувате себе, да се погледнете, како викаме, со своји очи во огледалото, да ги препознаете своите мани, своји недостатоци, своите успеси, своите предности, своите јаки страни и едноставно да навлезете во себе. Тоа е интроспекција. За интроспекцијата е исто така таа која што како вика запознај се самиот себе си, ќе го запознаеш и светот околу тебе. Ова што ме прашавте, значи како пристапувам? Зависно, јас не работам како психолог во ординација, затоа си дозволувам да зборувам поопшто, да не зборувам толку стручно и едноставно си земам за слобода да си дадам и јас свое толкување. Зависи кој ме прашал и мојата проценка на таа личност. Една од, бидејќи рековме ќе спомнеме неколку работи, никогаш не можеме да спомнеме дури ни половина од главните теми на психологија или познатите поеми како свест, посвест, интроспекција, его и слично. Затоа еве ќе кажам дека многу луѓе имаат развиено его. Егото во психологијата повторно го дефинира Фројд и ја дели психиката на ид, его и суперего. И знаеме, и во народски кажано, кога ќе кажеме за некој дека има големо его, подразбираме што? Дека има многу големо и мислење за себе, многу развиено чувство на самодоверба, да кажеме, сите тие атрибути ги придаваме на таа личност за која што сметаме дека има високо его. Ако јас сметам дека некоја личност има високо его и во разговор препознавам дека таа личност сака да слушне од мене само она што претпоставува дека е вистински одговор, нели? Тоа што кажавте, сака јас да се сложам поради тоа што знае дека јас сум психолог, тогаш ќе пристапам на еден начин, на друг начин ќе пристапам на близок пријател кој што ме прашува за совет, за помош, за соработка, за било што. На трет начин ќе пристапам со некоја личност која што првпат ја сретнувам, бидејќи се случувало и тоа. Психологијата е интересна во секојдневни ситуации кога ќе се разговара или кога ќе се запознава со некого, нели, ако слушне
дека јас сум психолог или сум завршила психологија, секој има своји прашања. Значи ќе ме прашаат добро, тога што мислиш за ова или што мислиш за ова што ми се случи или како би постапила или како би реагирала ти во оваква ситуација, што да направам јас во таква ситуација. Сега пристапот ќе биде различен секако, меѓутоа јас во тој момент ќе морам да го одвојам своето его и своето верување, моите лични филозофии, за да можам да одговорам и да бидам од помош на таа личност, нели, кој да е проблемот. Ако, како кажавте, прашањето беше дека Ко вие би изреагирале, веќе го дадовте одговорот. Сега, бидејќи сме пред крајот на денешното издание на оваа емисија, јас би ве прашала уште едно прашање за крај, кое што многу е често поставувано. Вела дека секој проблем може да се среди на соодветен начин доколку на време се лекува, се интервенира, се следи, како што рековте вие, се изнаоѓаат начини. Кога се пати од главата и се пати од срцето, кој е начинот кој е полесен, кој е потешок? Индивидуалноста, повторно ќе спомнам, е многу важна карактеристика не само за психологот или за професијата психолог, туку многу повеќе за личноста која што се обраќа на психолог. Ние начнавме многу теми кои што за жал ниту можеме да ги завршиме. Секој од овие зборови бара собствена емисија, егото бара своја емисија, интроспекцијата бара своја емисија. Меѓутоа, ова е исто едно прашање кој што не го одговара само психологијата, го одговара и филозофијата. Значи, филозофските убедувања, мислењата на филозофите и книгите на филозофите исто даваат своје толкување што е полесно да се реши, да се реши. Прашањето е, нели, што е потешко, проблемот со главата или проблемот со срцето? Постојат луѓе кои што се, како што реков, многу добри во својата интроспекција, така вие ми делувате на мене, значи ќе си земам за право да си кажам дека вие сте личност која што има развиено интроспекција, која што се следи самата себе, која што се толкува самата себе и в тој момент кога ќе препознаете нешто во мене или во некоја друга личност дека се случило со вас, тоа значи дека вие сте размислувале на таа тема и вие ќе имате некој одреден одговор. Повторно би можела да ви одговорам со прашање или да прашам што мислите вие, каква сум јас, дали јас повеќе рационализирам или ми е полесно да се носам со проблемите кои што ги носи срцето. Меѓутоа, тоа се, како да кажам, две страни на еден ист континуум. Значи, некои луѓе рационализираат многу полесно и некои луѓе се многу цврсти, имаат развиено одбранбени механизми, одбранбени механизми се исто така тема која што бараат собствена емисија, бидејќи ги има многу и најчесто користен одбранбен механизам е негација или рационализирање. Негацијата значи дека ако сме ние во секојдневно присуство една на друга, да речеме, јас и вие, и постојано имаме некои разговори или конфликти и вие постојано јас што ќе кажам го негирате, вие користите одбранен механизам на негација или едноставно не си признавате нешто, бидејќи тој дел ви е закопан во потсвеста и бара разрешување или освестување. Меѓутоа, да речеме, јас сум човек кој што се смета за емотивна личност. Јас ќе кажам дека проблемите со срцето се многу специфични, многу тешки. Меѓутоа, проблемите со срцето створиле безброј книги, безброј поезии, безброј романи, безброј филмови, безброј музики, нели? Затоа што тие луѓе, тие уметници нашле начин да се изразат или да се справат со некоја болка
преку уметнички извор. Тоа се вика катарза. Ние сите не имаме енергија која што мора да ја канализираме и изфрлувањето на таа енергија се вика катарза. Некој катарзата ја прави со свирење на гитара и ќе напише љубовна песна, или ќе сними филм, или ќе запише поезија, или ќе се изрази на некој друг креативен начин, ќе нацрта нешто. Тоа не е решавање, тоа е само исполнување, нели, разрешување на некоја си таа емоција. Затоа во психологијата постои термин кој што на сите многу добро ни е познат, IQ, нели, коефициент на интелигенција, според кој што современото општество се води. Меѓутоа, модерната наука и модерното време го носи терминот EQ, кој што е емотивна интелигенција, и ќе најдете се повеќе и повеќе книги во супермаркетите кои што се однесуваат токму на емотивната интелигенција, која што вели дека денеска е многу побитно да имаш поголем коефициент на емотивна интелигенција, не на интелектуална. Затоа што интелектуалната интелигенција значи што? И психологијата никогаш не имала точна дефиниција за тоа што е интелигенција. Имало расправи помеѓу психолози, нели, и психијатри, дали интелигенцијата генерално според дефиниција значи справување со нови ситуации користејќи стари механизми. Значи, колку сте поуспешни во справување во тие нови ситуации со она што веќе го имате створено како механизам за однесување, тоа значи дека сте поинтелигентни, нели, па ги мериме. Кажете ми, еве тоа го смислиле, има тестови за мерење на коефициент на интелигенција. Тогаш кажете ми дали вие мислите дека може да се измери коефициент на среќа. Слушаме или читаме за многу, да речеме, истражувања од Универзитетот од Мичиген или Универзитетот, поготово од скандинавските земји, кои што велат дека една од најсреќните земји во светот, сме слушнале, нели, се скандинавските земји, бидејќи социјалното општество има развиено, демократското општество има развиено и луѓето биле многу среќни. Ако зборуваме лично јас и вие, јас, ако ве прашам денеска, Маја, дали, да речеме, на скала од 1 до 10, колку сте среќни, што ќе ми одговорите? За денеска. Тоа е тешко да се одговори. Али, добро, тешко е да се одговори. Еве, да речеме, во овој момент, јас и вие сме среќни, еве ќе си ставиме 9, да не бидеме перфекционисти, бидејќи во овој момент разговараме и, да речеме, не се случува ништо трагично околу нас. Меѓутоа, тука е клучниот проблем, значи додека се живи и здрави сите оние кои се околу нас, кои нешто не прават да бидеме среќни, дел од нашиот живот, секако дека треба да сме среќни, дека треба да сме благодарни. Така, затоа среќата не можеме да измериме. Поради тоа, еве, за да го заокружиме целиот муабет, а да има некаква смисла, бидејќи јас сум многу свесна дека гледачите кои што не гледаат нема да можат да имаат целосна слика, бидејќи доправме многу теми, а може би не одговоривме на ниједна конкретно. Ама ова ќе биде вовед за наредните емисии, каде што поединечно ќе ги обработуваме сите оние кои што сега ги почнав. Така, тоа би било убаво и би можеле ова сето да го заокружиме и да се вратиме повторно назад со, еве, последното прашање. Прашањата беа прекрасни. Значи, искрено и освежување да се слушнат на телевизија, бидејќи е нешто што јас се обидувам да го правам во секојдневниот живот кога ќе имам прилика за тоа, меѓутоа многу луѓе немаат прилика да го слушнат на страна, да го слушнат на телевизија, да го слушнат, нели, да се разговара, и би сакала тоа да се смени и да им се приближи што повеќе, поготово на младите лица, за да заокружиме. Последното прашање беше, нели, кои проблеми
се потешки проблемите на разумот или проблемите на срцето. Проблемите на срцето, како што кажав, има катарзи, има разни начини како срцето си го растураме на земја, нели? Некои луѓе се такви, емотивни, има луѓе кои што се цврсти, кои што ќе стават маска, кои што едноставно им овозможува да пројдат низ денот. И без разлика што им се случило во животот, вие ќе кажете за таа личност дека е многу цврста, дека е многу, дури може и да се зачудите за некоја личност која што поминала толку многу трагедии во животот, а се уште наоѓа начин да стане наутро, без никакви медикаменти, без никакви терапии. Меѓутоа, прашањето на мозокот или на, како кажавте, нели, проблемот со разумот, со главата? Со разумот, колку ние сме разумни, колку е некој разумен, колку е несоцветен, зависи од сите овие фактори, кои механизми одбранени користи, кои животни филозофии ги инкорпорирал во своето секојдневно однесување. Меѓутоа, за да не начнуваме нова тема, само ќе споменам дека проблемот со разумот, кога е вистински проблем, веќе преминува во доменот на психијатрија. Значи, кога јас и вие имаме нормално функционирање на мозокот, нормална биохемиска реакција, моментално додека зборуваме, нашите трансмитери ги пренесуваат електронските сигнали од еден до друг неврон, од една до друга клетка. Тогаш кога ќе настане дисбаланс во ваквата биохемиска реакција, значи кога ќе престане да се лачи серотонин, хормонот на среќа, кога ќе престане да се лачи допаминот, сето она што не прави нас среќни, бидејќи секоја емоција може да се материализира, нели, во форма на некој од тие ензими или некој трансмитери, меѓутоа тука веќе влегуваме во физиологија, која што исто така се изучува на психологијата, што пак ќе споменам, нели, е нешто што младите аспиранти за станат студенти по психологија не го знаат, него туку претпоставуваат дека ќе се читат само такви книги, како што беше таа што ја спомнавте. Кога настанува таков проблем, тогаш следуваат медикаменти за да се врати балансот назад, нели, за да се воспостави повторно една хомеостаза, за да се воспостави повторно рамнотежа во биохемиските процеси во мозокот и за да не настанат потешки ментални нарушувања како што се шизофренија, психози, неврози и сите оние останати нарушувања. Тоа ќе бидат темите за кои што ќе разговараме понатаму во емисијата. Јас искрено се надевам дека ќе имаме повторно дружење и баш со вас би ни било задоволство да ги обработиме, како што рековме, сите поединечно. Мартина, ви благодарам што ни бевте денеска гостинка, ви благодарам што не го разубавивте овој ден и што не мотивиравте и вие на некој начин дополнително. Благодарам и јас повторно за поканата. Се надевам дека успеавме нешто да доближиме поблиско до гледачите, колку и да беше нели сеопфатно, так. И се гледаме. И му сакувам на сите убав ден и да си ја следат својата мотивација и своите животни филозофии да се ги надградуваат од ден на ден, од момент по момент, без разлика на кој начин. Так. Почитувани гледачи, тука некаде би бил и крајот на денешното издание на емисијата Нов ден. Сега следна средба ќе ви закажам утре со почеток во 10 часот, а до тогаш останете расположени, насмејани, среќни и весели и уживајте во сите убавини кои што ви ги нуди животот.